Точно е 19 часот во нашево студио. Вие ја следите емисијава Македонски корени од Сиднеј со вашите домакини Јони, Бети и Треновски. Почитувани наши слушатели, почитувани Facebook пријателки, пријатели и следбеници, како што знаете, секоја сабота овде на Македонски корени, оваа време е резервирано за разговор со наши гости. Денес наш гостин е Стефан Андоновски, дополнителен заменик министер во Министерството за информатичко општество и администрација, меѓународен секретар на ВМРО ДПМН и член на Советот на град Скопје. Со господинот Андоновски ќе разговараме на теми кои се од општ интерес и за теми кои не засегаат сите нас без разлика каде да сме, почитувани. Токму така, почитувани, со господинот Андоновски ќе разговараме за личните документи, како и за измените на Законот за безбедност во сообраќајот, но и за патните исправи. Ќе зборуваме и за заробените 650.000 македонски граѓани во Македонија. Ќе зборуваме за испратеното известување до земјите членки на Европската Унија од страна на Грција, дека од 12 февруари веќе не важат македонските пасоши со старото име. Ќе зборуваме и за изјавите и нападите на некои лидери од македонскиот политички блок, како и за изјавите на некои ботови на ненародната влада дека ВМРО ДПМН е виновна за ситуацијата со личните документи. Ќе зборуваме за игнорирањето на испратеното писмо од страна на комисарката за човекови права на Советот на Европа во Страсбург, Дуња Мијатовик, до Димитар Ковачевски поврзано со хашките случаи. Ќе зборуваме и за непотпишувањето на указот за игрите на среќа од страна на претседателот Пендаровски, а ќе зборуваме и за изборот на новиот државен јавен обвинител. Ќе зборуваме и за новите министри во преходната влада, но и за скандалите кои ги откри помошниот заменик министер за информатичко општество и администрација Стефан Андоновски. Ќе зборуваме за претседателските и парламентарните избори. Ќе зборуваме за доведувањето на македонскиот народ и македонските граѓани во еден вид на безнадежност од страна на ненародната влада. Почитувани, ќе зборуваме и за поднесената кривична пријава на поранешниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски од страна на ВМРО ДПМН, како и за официјалната нота испратена до италијанските власти од страна на амбасадорот во Италија господинот Весел Мемеди, дека од 12 февруари валидните патни исправи со старото име Република Македонија веќе не важат. Токму така, почитувани, ова се само еден дел од темите за кои во следниве 80 на минути ќе разговараме со нашиот гостин господин Стефан Андоновски, кого во овие моменти преку видеолинковско поврзување го покануваме да ни се придружи во студиово на Македонски корени. Се надеваме дека нема да имаме проблем со звучниот сигнал, се гледаме, верувам и не слушате господине Андоновски. Ако е така, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Добро утро или добро вечер, се надам дека ме слушате и мене. Одлично. Помалите технички проблеми јас добро ве слушам. Да ги поздравам сите ваши слушатели, гледачи, Facebook пријатели, пријателки и можам да ве поздравам од преубавиот Охрид денеска овде, навистина преубав ден и вчера и денеска се преубави денови. Ние имаме некој настан со партијата, работиме на градење на капацитетите на пратениците. И тука сме овие 3 дена сите заедно, значи сите пратеници од ВМРО ДПМН и коалицијата се на исто место, па се надам дека ќе имаме квалитетни дискусии. Сте отишле во најубавиот град на Македонија. Простите за Скопје, ама Охрид е многу подобар од Македонија. Иако сум родом Скопјанец, Охрид навистина можеби најубавиот град на Балканот. Добро ви утро од мене, господин Андоновски. Ви благодариме што сте заедно со нас и со сите наши гледачи и слушатели. Навистина не причинува огромно чест и задоволство што сте заедно со нас и се надеваме дека ќе го задржиме вниманието на сите нив како и во изминатите ваши гостувања. Благодарам и се надевам. Интересни се темите, па ќе пробам да ги одговарам сите. Веруваме дека не ве исплашивме со оние теми кои што ги најавивме. Па се надам дека ќе бидам на ниво на задачата. Како и секогаш. На 12 февруари на полноќ истече рокот од одредбата од договорот од Преспа за валидноста на личните документи. Пред истекот во собранието помина измената на Законот за безбедност во сообраќајот, а се однесуваше на возачките и сообраќајните дозволи, со кои измени дозволите ќе важат до 31 декември 2024 година. Дали ќе бидеме во право ако речеме дека ова, сето што се случи, е благодарение и заложбата на новиот технички министер за внатрешни работи господинот Панче Тошковски?
Како ќе го прокоментирате тоа што за прв пат пратениците беа едногласни за изгласување на ваквите измени? Ќе сноси ли некоја одговорност за тоа што владата, иако знаеше дека ќе се менуваат личните документи према смртоносниот договор кој тие го потпишаа со Грција, упорно нарачувала и издавала документи со старото име Република Македонија? Прво треба да се даде контекст на проблемот, затоа што тој не е од сега. Имено со промената на името во 2018 година, за која гласа сите пратеници на СДСМ, освен што се промени името, се обврза и на промена на личните документи. И тоа го направија во два рока. Едниот рок го нарекоа технички, и тој требаше да се однесува исклучиво на документите кои што се за меѓународна употреба, а вториот политички, кој што требаше да се однесува на сите документи во државата. И се случи една ситуација за која што и вие имате информирано, а тоа е дека се истрча да се менуваат сите можни документи уште првиот ден како што беше потпишан договорот. Па така први документи кои што беа променети некои 3-4 месеца по потпишувањето на Преспанскиот договор беа овие свидетелства на учениците со оценки кои што воопшто не се користат за меѓународна употреба. Така што прв пат името се појави, промената на името се појави таму. Потоа настана промена на голем број документи за внатрешна употреба и во 2021 година се донесоа измени на два закони, комплетно противуставно, ќе ви кажам и зошто, со кои што се забрани употребата на Република Македонија како назив во патните исправи, патните листови и пасошите. И возачките дозволи, се извинувам. И има еден член во двата закони идентичен, вели оние издадени возачки дозволи, патни листови или пасоши со Република Македонија престануваат да важат на 12 февруари 2024 година. И тој закон во тоа време помина многу тивко, затоа што никој во тој момент од владата не објави јавно дека навистина настанува промена. Во истото тоа време државата продолжи да ги издава сите овие лични документи со името Република Македонија. И доаѓа датумот 12 февруари, ние алармиравме уште во декември месец дека се подготвува сериозен колапс на системот. Зошто? Затоа што недоволно подготвени, непрофесионални, незаинтересирани, но и малициозни луѓе подготвуваат да кога ќе дојде техничкиот министер од ВМРО да помане во оваа влада за организирање избори, се соочи со ситуација во која што страшни гужви го чекаат за фотографирање, нема доволно ангажирано луѓе и во исто време не купиле доволно образци, затоа што тој договор е долгогодишен со компанијата која што ги произведува образците и тие не ги нарачале во доволен број. Во моментов во Македонија има само околу 10.000 празни образци кои што може да бидат пополнети со пасоши. И дојдовме до една многу алармантна ситуација, за која што алармираше практично министерот Тошковски, а тоа е дека и возачките дозволи се дел од овој процес и дека нема да воопшто да смета да возите ниту во Македонија, што го надминува Преспанскиот договор, одат многу подалеку, дека нема можете да возите ниту во Македонија со име Република Македонија на возачките дозволи. Ова ние го забележавме како партија претходно. Уште на 13 јануари ние поднесовме две иницијативи до Уставниот суд за укинување на овие две одредби, од овие два закони. Затоа што бевме свесни дека ова ќе се случи. И од Уставниот суд баравме заради повреда на правото на слобода на движење, заради повреда на човечкото достоинство, правото на правна сигурност и владење на право, Уставниот суд да влезе во испитување на уставноста и законитоста на овие два члена од законите и исто време да стави време на мерки да го запре нивното реализирање, што ќе ни дадеше простор на сите граѓани да си ги користиме слободно сите овие документи, се додека судот не одлучи поинаку. А меѓувреме, владата да може да направи процес во кој што достоинствено, без гужва, со закажување, без употреба на контакти, врски, мито и корупција, вие ќе можете слободно доколку сакате да си извадите нов документ. И само ќе завршам во овој дел со еден коментар. Воопшто не беше земена предвид нашата иницијатива до Уставниот суд, но за среќа иницијативата на министерот Панче Тошковски, затоа што забележаа каква буквално хистерија се случи. Тоа беше недела навечер, затоа што сметајте дека 20-30 илјади луѓе кои што работат во секторот превоз, транспорт на патници и на стока, не може од следниот ден да се вршат работата, а никој за тоа ги немаше известено. Така што мислам свесни дека ќе настане тотален колапс на целокупната економија и на општеството, исплашени од тоа се само се одлучија да гласаат за овој предлог.
И замислете беше многу интересно утрината пресконференција на СДСМ во која што велат еве СДСМ ќе ги спаси граѓаните, поднесуваме закон со кој што ќе важат возачките дозволи. Го кажува пратеник кој што гласал за укинување на возачките дозволи. Истиот пратеник, без никаква трошка, срам, совест, било што, така што е една абсурдна ситуација, но ќе се справуваме со ситуацијата, се обидуваме барем во делот на возачките дозволи сега колку спадна оваа тензија, а во делот на пасошите навистина е алармантна ситуацијата, буквално заробени повеќе од 600.000 граѓани. Господине Андоновски, како ќе прокоментирате одлуката на владата трошоците за вадење на сообраќајните и возачките дозволи, дека ќе бидат бесплатни и ќе паднат на товар на државниот буџет и тоа само за оние кои сега после 12 февруари ќе го направат тоа? Ова е класична дискриминација. Иако добре да не плаќаат луѓето кога веќе тоа е обврска на државата да го направи, требаше да го направи за сите можни патни исправи и за сите можни документи од промената на името наваму. Имаше, јас го прокоментирав во едно гостување пред некој ден на телевизија, една интересна ситуација, ми го кажа за кога била промената на државата, односно кога Македонија станува независна држава од Југославија, во оптек биле југословенски лични карти, значи со напишано име СФРЈ, воопшто држава која што повеќе не постоеше, и граѓаните немале никаква обврска за промена на документите се до нивниот истек на важност. И некои пријатели со кои што се сретнав ми рекоа, ние извадивме нова лична карта во 98-та година, 7 години по независност. Вика, никој никаков проблем не ни правеше, ниту за патување, ниту за управување моторно возило, ниту за користење во банка или во нешто слично. Сега имаме драматично поразлична ситуација. Одеднаш се создаде аларм кој што не им дозволува на луѓето да си користат валидни документи. Затоа што секој од нас кога извадил пасош не напишал сам рок на важење на пасошот, напишала државата за него и таа треба да го гарантира тој рок, не може едностранно да го менува. И од тука треба да бидат бесплатни во секој случај, но јас се уште го застапувам ставот дека пасошите и возачките дозволи треба да важат додека нивната важност напишана на самата исправа. Во моментот кога ќе престане нивната важност, кога ќе треба редовно да си промените било кој од овие документи, тоа треба да го направите. Се до тогаш е вонредно и државата треба да ги сноси овие средства. Рековте дека има дискриминација. Дали техничкиот министер за внатрешни работи Панче Тошковски ќе иницира постапка за и другите да си ги повратат трошковите околу дозволите? Па, ние веќе инициравме една постапка во која што бараме од поранишниот министер Оливер Спасовски да си ги покрие трошоците кои што досега се направени заради несериозноста, заради непрофесионалноста и заради овој дивјачки пристап, затоа што тие за себе си извадиле документи, а граѓаните ги оставаат буквално на цедило. Секако и овој втор дел го размислуваме, како сите граѓани да бидат покриени во овој период, но мислам дека со оваа влада тоа ќе биде навистина многу тешко. Ќе планираме за денот потоа за по 9 мај. Техничкиот министер за внатрешни работи Панче Тошковски изготви едно законско решение кое спрема неговите зборови беше единствено решение за да се решат проблемите со патните исправи, поточно со пасошите. Зошто од СДСМ и коалицијата не дадоа поддршка? Дали знаете која им беше причината за неизгласувањето на предложените измени во законот за патните исправи? Знаете ли што беше тоа што се предвидуваше со таквото негово решение? Зошто спиеа поранешниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски и министерот за надворешни работи Бујар Османи да изготват вакво или слично решение многу порано? И како ќе го прокоментирате тоа што министерот Османи на средбата со техничкиот министер Панче Тошковски пред да го достави до собранието и владата, предлогот му рекол дека таквото решение немало шанса да помине? Прво, затоа што владата е заложник на ДУИ. Во моментов шеф на владата не е Талат Џафери, туку е Артан Груби и неговиот прв пријател Бујар Османи. И буквално се зависи од нив. И Бујар Османи е почитуван можеби како лекар, но не може да биде почитуван како правник, особено не во меѓународното право. И неговата теза е дека станува збор за кршење на Преспанскиот договор и тој не е подготвен тоа да го прави. Истовремено не спомнува дека Грција нема променето ниту една табла кон Македонија да го пишува новото име, туку се уште ја пишува онаа срамна референца Фиром, или во најдобар случај пишува Скопје.
на некои помали табли и никој за тоа не реагира од наша страна. Пристапот по нас требаше да биде на друг начин. Само Македонија има право да ги менува своите пасоши, само Македонија декларира важноста на пасошите. И нашата идеја беше, нашиот предлог беше Македонија да декларира дека пасошите ќе си продолжат да важат. Тоа е идејата на измените на законот, затоа што Уставниот суд остана нем и глув, се занимава со сите прашања, од најтривијални до најситни, најлокални прашања, но не се занимава со најкрупното прашање кое што ги интересира граѓаните. Не е подготвен да стави таква една касациона одлука со која што пасошите ќе продолжат да важат. Не беше прифатен нашиот предлог, иако одговорно тврдам и јас како правник дека Тошковски е во право кога вели дека тоа е единствениот начин на кој што може да се надмине веднаш проблемот, затоа што овие 600.000 граѓани ќе имаат право да патуваат и понатаму. И во меѓувреме, во еден достоинствен процес да си ги променат патните исправи. Јас видов едно многу важно прашање кое што го поставија вашите слушатели во коментари. Дебарца. Да, и мислам дека многу е важно да го одговориме. Дали ако некој странство дојде на 8 за гласање, значи на денот на изборите, со пасош без Северна, кога би дошол и нема лична карта, само пасошот од Република Македонија со важност до 2029 година ќе смее да гласа. Да, секој граѓанин кој што ќе се појави на границата на Република Македонија, од било каде, ако се појави на границата на Република Македонија, има право да влезе во државата, без разлика дали има патна исправа, дури и да нема, дури никаква патна исправа да нема, но со важечка патна исправа до 2029 година смее, доколку кога ќе влезе во државата, смее да оди на гласање и да го оствари своето право на глас со важечки пасош. Затоа што пасошот, како што прочитав на човекот, му важи до 2029 година. Каде може да настане проблемот? Тоа што го направила оваа влада е тоа што декларирала дека пасошите нема да важат, и тоа го декларирала и во странство. И има можност да не можат да излезат од државата каде што се наоѓаат. Значи, да речеме на аеродромот во Рим, може да им кажат дека нивниот пасош не е валиден, но истовремено тоа го споделивме како информација и министерот го сподели, после тоа се надам дека стигна до сите, дека луѓето кои што имаат двојно државјанство, значи државјанство на било која друга држава и македонско државјанство, без никаков проблем со странскиот пасош можат да патуваат, да влезат во Македонија и да ги остварат сите права во Македонија, а да ги искористат своите документи тука во Македонија. Дури ќе ставам уште една забелешка, треба да се обидат и луѓето кои што имаат и истечени лични карти, значи до срок 23-22, можат да дојдат да гласаат и со една едноставна представка, ако не им биде дозволено, со представка Државната изборна комисија мора да им овозможи да гласаат. Значи независно од тоа, може во моментот некој да ги сопре во општинската, во избирачкото место, да им рече дека не им е валидна лична карта, но според новите измени од 2021 година, нив треба да им биде дозволено да гласаат. Така. Мислам дека ова е многу важно за да го разјасниме. Така, одлично. Како гледате на тоа што Грција ги извести земјите членки на ЕУ дека македонските пасоши веќе не важат? Има ли право Грција да поднесе такво известување, имајќи во предвид дека пасошите ги издава Република Македонија, а не Грција, а од друга страна и вие напоменавте, мува не ги лази што немаат спроведено ниту една точка од тој договор? Токму така во одговорот мислам во прашањето дадовте и одговор. Единствен кој што декларира важност на патни исправи и било какви документи е државата која што ги издава. И единствен кој што тоа право го има е државата која што ги издава. За жал, пред отпочнување на техничката влада декларирала оваа влада нашава дека нашите патни исправи нема да важат по 12 февруари. И тоа е проблемот во ситуацијата. А Грција како суверена држава може да не дозволи влез на македонски државјани, но тоа може да го направи ако имате и валиден пасош и валидна виза или било што е потребно за влез, може да реши секој граничен службеник едноставно да не пропушти некој македонски државјанин. Јас еден политички апсурд гледам и економски, а тоа е дека десетици милиони евра се слеваат во Грција во периодот од Великден па до крајот на летото. Македонските државјани буквално ја преплавуваат Грција во тој период. И вие да го спречите тоа. Зошто? Затоа што некој не сменил патна исправа на време според вашите рокови, а во самиот пасош има и дури и печат со ова новото име. Вие навистина правите една работа која што нема никаква логика. Вие самите ги спречувате луѓето кои што доаѓаат да остават дел од својата плата во вашите ресторани, во вашите апартмани, во хотелите и ова навистина нема никаква логика ова што се случува, но тоа е одлука на една суверена држава. Ние како
суверена, независна, самостојна држава, мораме да ги носиме одлуките сами и навистина оваа сервилност на владата исклучително ми пречи. Вие повеќе да се секирате дали Грција ќе биде навредена или повредена, многу помалку да се секирате дека 600.000 граѓани ги држите во државен притвор, е навистина една нелогичност, особено имајќи во вид дека на 60-70 дена од денеска ќе има избори. Токму и тоа сакав да ве прашам, како гледате на тоа што со неизгласувањето на доставеното решение од страна на Тошковски 650.000 граѓани останаа затворени во Македонија? Токму тоа е суштинскиот проблем. Не секој еден од нас кој што нема извадено нов пасош не може да премине границата ниту за одмор, но поопасно е за здравје, за работа, за водење некој бизнис, деловни контакти и тоа навистина е сериозен проблем. Вистината е таа, со пасош на Република Македонија не можете да напуштите државата во моментот. Како ќе ја прокоментирате Фејсбук објавата на професорката Катерина Колозова, која што вината за сета оваа ситуација со личните документи ја префали на ВМРО ДПМН, притоа додавајќи дека секогаш кога ВМРО ДПМН е била на власт, ги заробувала граѓаните. Каде живееше оваа господја во изминативе 7 години? Деновиве слични вакви наративи со слична содржина се појавија од уште неколку мина, меѓу кои и од лидерот на левица Пасиев, оној кој урлаше за време на шарената. Зошто го прават сето ова, господин Антоновски? Зошто им пречи толку многу Панче Тошковски, кој очигледно ги забрза работите околу личните документи? Можеше ли да направи нешто повеќе за ова време, колку што е технички министер? За кого работи левица, особено лидерот Апасиев, кој за 24 часа има напишано околу 15 на постови против ВМРО ДПМН, еден против ДУИ, а ниту еден против СДСМ? И зашто овие плукачи го амнестираат Оливер Спасовски, кој има политичка одговорност што го стави македонскиот народ и македонските граѓани во подчинета положба? Па ова се две страни на една иста паричка, и Колозова и Димитар Апасиев. Двајцата ме прашавте каде беа во овие 8 години. Едната беше во влада, на платен список на владата и на Заев и на Димитар Ковачевски. А Димитар Апасиев почна како службеник на Катица Јанева во СЕО, кој што ги прогонуваше македонските патриоти и неистомислениците политички, кои што гледаме еве и со одлуките пред некој ден, дека секоја од тие пресуди паѓа како круша. Значи падна пресудата и за господјата Силвана Бонева, дека не била виновна за тоа што и го местат тие грозни обвинувања кои што ги правеа кон незе, паѓаат и останатите пресуди, така што гледаме која беше целта на тоа СЕО, а Димитар Апасиев има докази, има информации кои што се излезени во јавност, 10 на месеци бил дел од СЕО како нивен правен советник за да го гонат ВМРО ДПМН. Тоа им беше основната цел. Колозова има една друга страна од паричката, но многу слична. Таа беше страствен поддржувач на промената на името, на шарената револуција, на Зоран Заев, на Димитар Ковачевски. И од тука не ме зачудува нејзиниот коментар. Луѓето се подготвени на се, само за да си ги задржат удобните фотели. И тоа да бидат во влада, да добиваат секакви проекти, да добиваат пари. И од тука е нивното вакво однесување. Јас очекувам се да искоментираат до изборите. Може ќе биде виновен Панче Тошковски затоа што името се променило, иако токму тие беа луѓето кои што ја потпомогнаа владата да се промени името. И јас цело време кога ќе се спомне Димитар Апасиев ми одзвонува во глава една реченица која што Зоран Заев му ја кажа: "Нели Димитар, се договоривме вие да глумите опозиција на ВМРО ДПМН, да бидете порадикални, а потоа кога ќе дојде во влада да не поддржувате." Така што сите овие аспекти секогаш излегуваат на виделина, затоа што фактите се немилосрдни дека левица супер соработува со СДСМ и со ДУИ, иако ги плука по телевизии, супер соработува во сите општински совети каде што се заедно. Едноставен пример е советот во кој што јас бев доскоро, од кој што си дадов оставка, а тоа беше советот на град Скопје. За секој од одлуките каде што левица имаше интерес, супер си гласа со СДСМ и со ДУИ, така што нема никаков проблем нивните директори. Една лицемерна ситуација на вистина, но ова очекувам да се зачестува до изборите, ќе има вакви провокации и мислам дека не заслужуваат ни многу коментар затоа што дајат од луѓе кои што немаат апсолутно никаков кредибилитет. Како ќе ја прокоментирате и изјавата на председателот Стево Пендаровски дека бил загрижен за тоа што граѓаните не можеле да патуваат? Интересно е затоа што ова доаѓа од човек
кој што исто така ги има подпишано измените на овие два закони. Значи Стево Пендаровски е човекот кој што рекол амин и на законот со кој што не важат пасошите и на законот на кој не важат и возачките дозволи кој што сега беше променет. Така што станува збор за еден човек кој што своите ставови ги менува во зависност од моменталната политичка ситуација и како него лично му одговара. Како ќе ја прокоментирате изјавата на лидерот на Интегра, Лјупчо Ристовски, дадена на една национална телевизија пред некој ден, дека ВМРО ДПМН ја продолжила политиката на СДСМ и дека со последниве чекори на техничкиот министер Тошковски дала легитимитет на промената на историското име? Па, станува збор за уште еден ваков лик од истава паричка која што ја спомнав. Знаете, тој ветуваше во 2020 година дека да, многу ги има. Ќе ветуваше дека ќе изгради спес шатл во Македонија и дека ќе се патува со некои возови што летаат. И играше на картата на македонски патриотизам, лажејки 12.000 наши сограѓани кои што му дадоа глас. А се испостави во текот на изборите дека човекот добивал пари во Министерството за земјоделство од Лјупчо Николовски, што значи бил финансиран не како вработен, туку си добивал проекти од Лјупчо Николовски. Се тоа се прави за да се раскрчми ВМРО ДПМН. Што е идејата? ВМРО ДПМН по сите мерења на јавното мислење води со 1:2 кон СДСМ. И тие се свесни дека во наредниве 70 дена не можат да извадат нов проект, не може да кажат дека нова инвестиција дошла во Македонија, не може да отворат нови работни места, не може да отворат некој мост, некоја пруга, некој нов автопат, некој нов телеком и така натаму. И тие се свесни дека единствено што може да направат е како да го намалат потенцијалот на ВМРО ДПМН, да плукаат по ВМРО ДПМН, да фрлаат со кал, за до денот на изборите некои од граѓаните да речат навистина можеби е така дека овој од Интегра е во право, па ќе гласам за Интегра, а е расположен човекот опозицијски, патриотски, национално македонски и на тој начин да го смалат потенцијалот на ВМРО ДПМН. Но македонските граѓани некако со текот на времето станаа многу искусни, политички многу искусни, независно кој се занимава со политика и мислам дека добро ги ценат овие луѓе и дека нема да им ја дадат довербата овој пат и нема да дозволат да бидат излажани, затоа што никој од овие луѓе не нуди алтернатива, никој од овие луѓе не нуди решение. Се што нудат е напад исклучиво на ВМРО ДПМН, не на Оливер Спасовски, не на Артан Груби, не се занимаваат со Бујар Османи, исклучиво со ВМРО ДПМН, Христијан Мицкоски, Панче Тошковски и останатите, само за да створат кај граѓаните недоверба, за да речат граѓаните, добро, ќе гласам за некоја ваква маргинална партија. Уште еднаш морам да се навратам на коментарите, но вистина има многу квалитетни прашања. Имаше прашање дали треба да се остави валидноста на пасошите до крајот на нивната важност. Да, тоа е нашиот став, но владата не е подготвена тоа да го направи, за жал, не сакаат да го изменат законот. И имаше уште еден коментар дека луѓе кои што живеат, да речеме, мислам дека беше Белгија, со македонска лична карта, дали можат да дојдат со белгиски документи, а да гласат со старата лична карта. Токму тоа го кажав, со белгиски документи можете да влезете во Македонија, тоа е точно, и можете со старата лична карта да отидете на гласање, тие ќе ве алармираат дека ви е истечена и вие ќе поднесете приговор. Вакви се ретки случаи во Македонија, нема толку многу често, ќе поднесете приговор дека имате право на глас, независно што ви е истечена личната карта и тие ќе ви дозволат до крајот на денот ќе ви дозволат да гласате. Малку е покомплицирана процедурата, не е едноставна како со важечки документ, но може да се издействува, не е тоа проблем. Сакав да ги благодариме и на Амира овие што поставила прашање. Така. Како ќе ја прокоментирате изјавата односно правдањето на лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски дека промената на документите доцнела поради пораките од опозицијата, дека ќе го поништеле Преспанскиот договор? Наш став уште од почетокот е дека Преспанскиот договор е ужасен за македонскиот народ, за македонската држава, дека не смееше во ваква верзија да се подпише. ВМРО ДПМН кога беше влада преговараше со Грција. Ние сметавме дека треба да има преговори, дека треба да се разговара. Но дека во ниеден момент не треба да се прифати ваков договор кој што го менува уставното име и ги менува внатре процесите во државата. Ние можевме да разговараме за промени на срамната референца ФИРОМ, но не смеевме да разговараме за промени кои што тврдат дека дете родено во 91 година или дете родено во 95 година е родено во Северна, тоа дете е родено во Република Македонија. Такви вештачки промени на идентитетот и политичко мешање во интимноста на македонскиот народ не беше дозволиво. И тезите дека ние некако сме кумувале на овој процес се додолку повеќе нелегитимни, затоа што сите оние кои што гласаа за Преспанскиот договор и промената на уставот, независно што беа некои
члени на ВМРО ДПМН во тоа време се најголеми и најжестоки приврзаници на СДСМ и приврзаници на Зоран Заев во тоа време. Сите тие пајташи, дури и тие фамозни осумтемина, ја свртеа својата страна, добива тендери, добива договори со СДСМ, им растеа капиталот и компаниите, така што стануваше збор за навистина за едни луѓе кои што ја свртеа страната и ги изневерија гласовите на граѓаните. Затоа ние одиме со многу чисти и јасни ставови дека ние сме од првиот ден сме коментирале колку е штетен Преспанскиот договор. Но тие го донесоа Преспанскиот договор да биде реалност во Македонија. И тоа е суштинскиот проблем, што нас законите ни се променети. Уставот не е променет. И сега да се менуваат работите назад, вас ви треба многу големо мнозинство. А државата е нестабилна и поларизирана. И затоа ние не ветуваме поништување на договорот, ние ветуваме дека имаме право да ги анализираме негативните страни на тој договор и како да го заштитиме народот, затоа што да беше ВМРО ДПМН власт во овие години, јас ви гарантирам дека пасошите никогаш немаше да им истече важност. Ке ми истечеше дента кога си пишува на самиот пасош или возачката дозвола. Ако пишува 2029, ќе истечеше во 2029 година. Но ние не сме кажале многу пати, ние не сме талибанци, ние сме терористи кои што ќе одат во институциите, ќе кршат, ќе кинат, ќе палат, ќе горат, туку сме правници и политичари кои што сакаат да ги менуваат работите како што треба, значи на вистинскиот начин, да донесеме реформи во Македонија, да оди Македонија напред, а Преспанскиот договор да ни биде еден трн во ногата кој што се надевам дека ќе успееме да го извадиме. Така. Дали ова што ни го скува ненародната влада на Заев, Ковачевски и Ахмети е уште еден доказ дека тие воопшто не се грижат за народот и не се плашат од она што го мисли народот, туку повеќе се плашат од странците кои решетараа и се уште решетарат низ Македонија и затоа се одлучиле да ги заштитуваат нивните интереси. Дали е дојдено времето да се разбуди народот наш македонски и македонските граѓани и еднаш за секогаш да се откажат од толерантноста и да им го покажат патот кон неповрат и со нивниот глас да ги испратат онаму каде што им е и местото? Времето работи за ВМРО ДПМН, работи за македонскиот народ, иако поминавме на вистина тешки 7 години, навистина проблематични, травматични за многу од нас. Мислам дека од денот на публикувањето на така речените вистина за Македонија или бомби на Зоран Заев до денеска, еве можеби од 2015-та, веќе 9 години, ние живееме во една тешка тензична ситуација во државата. Живееме во држава на порази, на неуспеси, на постојани кризи и мислам дека мај е убав месец да почнеме да ги менуваме работите. Ќе биде многу тешко. Сега јас сум дел од изработката на програмата на ВМРО ДПМН за изборите и гледам во различни области дискутираме за решение и нема област во која што имаме некоја добро ниво на кое што ние треба да се надградиме. Туку секаде се разурнато, се од паразити кои што го нагризувале националното ткиво толку години, во исто време ги нагризувале институциите. И навистина ќе биде тешка борбата, но ние сме се нафатиле на таа борба и започнавме барем во техничката влада колку што можеме, ние што сме 5 мина внатре, да почнеме да ги менуваме работите, да почнеме да алармираме за проблемите од внатре и да решаваме едно по едно да ги решаваме работите. И се надевам дека во наредниот период граѓаните масовно ќе дадат довербата на ВМРО ДПМН, убеден сум во тоа, и ние ќе имаме можноста после 8 мај навистина вистински да си ја вратиме Македонија онаква како што ја знаеме, како што може да биде, како што потенцијал има, за да ни успеат овие промени и оваа трансформација. Пред да преминеме на тема избори, би сакале да проговориме за 2-3 работи кои на македонската политичка сцена беа доста актуелни. Како ќе го прокоментирате игнорирањето на писмето испратено на 15 јануари оваа година од страна на комесарката за човекови права на Советот на Европа во Страсбург, Дуња Мијатовиќ, до Димитар Ковачевски, кога се уште беше премиер, со барање да се поништи одлуката, односно амнестијата за хашките случаи? Како гледате на изјавата на техничкиот премиер Талат Џафери дека хашките случаи за него биле затворени? И каков ќе биде ставот на ВМРО ДПМН по ова барање на Дуња Мијатовиќ, господин Андановски? Треба да бидам целосно искрен и да кажам дека ова амнестија која што беше дадена за извршителите на хашките, така речените хашки случаи, 4 беа, ми се чини, се прво грозоморни дела на тероризам, кои што не застаруваат. Значи тие кривични дела не застаруваат. За жал, ВМРО ДПМН беше дел од тој процес во кој што се даде амнестија на овие хашки случаи во 2008 година.
и тоа беше еден предуслов да се формира тогашната влада на ВМРО ДПМН и Демократската унија за интеграција. И тоа петно по мене многу голема катастрофална грешка на нашето раководство во тој период. Си го носим и до ден денес. Знаете, и кога ќе прокоментирате за ваков еден случај, јас се обидувам да не звучам лицемерно и да кажам да, ние кога ќе дојдеме истиот ден ќе повлечеме амнестијата, ќе поништиме. Затоа што би било лицемерно да го кажам тоа како член на ВМРО ДПМН кој што всушност гласало, нашите пратеници гласале за овој предлог. Според мене многу голема грешка, катастрофална грешка направена. Не знам кои се правните механизми. Сум размислувал за тоа дали еднаш дадена амнестија во собрание со закон за амнестија може законски да се поништи. Каква ќе биде одговорноста на тие лица кои што тоа го направиле ако вие им ја повлечат амнестијата по 14-15 години од кога од амнестијата се случила, а делото е случено во 2001 година, 23 години порано. Не знам ни во каква ситуација се извршителите, кои се извршители. Тие случаи за жал никогаш не го видоа светлото на денот, иако нашите безбедносни служби и обвинителството имаат информации. Така што не можам да дам конкретен одговор, но треба да ги разгледаме правните механизми во овој. Како гледате на тоа што председателот Пендаровски не го потпише указот на законот за игрите на среќа, бидејќи било злоупотребено европското знаменце, кое знаменце не му пречеше кога го потпишуваше указот за измените на кривичниот законник? Се пробудили Пендаровски од длабокиот сон како белите мечки, само со една разлика, што тие се будат на крајот на секоја зима, а Пендаровски се буди после 5 години. Или конечно ги симна розевите наочари, потврдувајќи ја народната поговорка "Касно стигна Марко на Косово". Проблемот со ситуацијата е политичка за жал, и Пендаровски секогаш носи исклучиво политички одлуки кои што му одговараат нему. Имено тие се надеваа на заеднички кандидат со Демократската унија за интеграција за изборите, зборувам за претседателските избори, и Пендаровски да биде тој заеднички надпартиски консензуален кандидат. Но со изборот на Армен Таравари за кандидат за претседател на албанската опозиција, ова падна во вода и дуи се повеќе се погласно најавува дека има свој кандидат за претседател на државата. И тоа му пречи на Пендаровски. Сега како да се постави себе си како заштитник, бранител на правниот систем, го одбра законот за игри на среќа, свесен дека многу голема тензија создаде овој закон во македонското општество, и заради тоа и го прави ова што го прави со непотпишувањето на законот, за да сврти внимание кон себе и да стане некаков фактор во последните денови од неговиот мандат. Убаво рековте, прилично задоцнато, затоа што неговиот пристап е често лицемерен, често го прави непознат политички флип-флопинг, во кој што кажува ставови постојано менувајќи ги во зависност од тоа каква е политичката општествената ситуација. Да беше принципиелен на сите овие проблематични закони, како Бехтеленка, законот со кој што веќе се исплатени 300 милиони евра на фирма која што нема едно камче поместено во Македонија, не па да изгради 1 метар автопат. Законот со кој што се амнестира од кривично гонење сите извршители на кривични дела за службена положба и овластување, измените на кривичниот законник. Подпис без никаков проблем. Подпис без никаков проблем на сите штетни договори кои што ги имаше оваа влада. И сега во последните денови да кажувате дека законот за игри на среќа нема да го потпишете затоа што дуи не ви дава поддршка за изборите, само го потврдува неговиот карактер кој што ние веќе сме го гледале многу пати овде во Македонија, но и граѓаните веќе се свесни дека тоа не поминува. Како ќе го прокоментирате изборот на новиот државен јавен обвинител Љупчо Коцевски од страна на парламентарното мнозинство и тоа на само еден ден пред официјалното распишување на изборите? Зошто се брзеа да го изберат? Мислите ли дека тој ќе се справи со криминалот и корупцијата? Постојат коментари дека човекот е близок до СДСМ и мислам дека се искористи можноста во последните денови од мандатот да се избере јавен обвинител кој што би бил и дел, независно која ќе биде следната влада, да биде дел од јавното обвинителство како неков шеф и во наредниот период. Навистина сметавме дека процесот треба да паузира, да остане веде јавен обвинител до завршетокот на изборите, затоа што парламентарното мнозинство има право да избира јавен обвинител. Човекот е внатре од обвинителството. И нашиот коментар првично беше дека треба да се даде шанса да видиме дали може нешто да покаже. И еве има прва
кривична пријава од ВМРО ДПМН за Оливер Спасовски, да видиме дали ќе постапи по нејзе и како ќе одговори. Ќе потсетам дека има 40 кривични пријави од изборите во 2020 година од ВМРО ДПМН за изборни нерегуларности. Се надевам дека ќе постапи по некој од нив. Еве нека ги отфрли сите 40. Нека каже нема основи за кривично гонење, ги отфрламе пријавите. Да видам дали ќе успее да се справи со случајот на прислушкување внатре во обвинителството од 2019 година. Така што ако може да се справи со овие случаи, или барем ако покаже дека е подготвен да се справува, ние би го поздравиле таквото однесување. Но во моментот, искрен да бидам, таква резолутност, таква идеја или амбициозност не гледам кај овој човек и мислам дека повеќе е вршител на должност, отколку што вистинска промена во обвинителството. На почетокот на неделава собранието ги избра новите министри во техничката влада. Илир Демири и е новиот министер за здравство, а Наим Бајрами го предводи Министерството за информатичко општество и администрација, каде што вие сте дополнителен заменик министер. Како гледате на ваквиот избор? Мораше ли да ги изберат кога техничката влада е задолжена за подготвување на теренот за спроведување на изборите и каква ви е соработката со новиот министер Наим Бајрами? И докаде се законите за јавна администрација? Што е спорно спрема вас во таквите поднесени законски измени? Без да навлегувам многу во детали од законите, тие се уште во собраниска процедура, не се повлечени. Не знам каков е изгледот, дали ќе бидат изгласани, беа предложени од претходниот министер. Иако имав коректна комуникација со него, навистина не се согласував околу измените и донесувањето на овие сите закони. Дел од нив беа во правилна насока, дел од нив имаат и добри решенија, но особено законот за административни службеници е проблематичен затоа што предвидува само на мал процент од вработените им се крене платата со додаток до 15%, додека сите останати би се вратиле на некои поранешни примања кои што ги имале минатата или предминатата година, затоа што се тргнува усогласувањето со минималната плата која што беше воведено, да како расте минималната плата секоја година расте и по процент и платата на вработените во јавната администрација. Потоа имаше дискриминација на ниво да функционерот, министерот или директорот одлучува индивидуално на 30% од вработените да им дава покачување на плата до 30%, што немаше никакви критериуми во тој дел. Се разводнуваше процесот на напредување во кариера и така натаму. Така што навистина имавме сериозни забелешки. Пратениците во собранието од ВМРО ДПМН и коалицијата поднесоа и многу суштински амандмани. Се воведе, беше во јавноста вака помина изјавата моја дека се укинува обврската да се полага македонски јазик и се воведува можност да се полага исклучиво тестот за административни службеници на албански јазик, што по мене беше многу сериозен проблем, но и тоа стои како одредба и ќе ни се случува да вработени во јавна администрација во Македонија не го познаваат македонскиот јазик, иако тоа е обврска од законот. Треба одлично да го познаваат. Значи дури не вика познавање, туку вика добро да го користи, што значи дека човекот треба да постојано да користи да го употреба македонскиот јазик. Тоа се дел од суштинските проблеми кои што ги имаме со законот. Прашавте за промените во техничката влада. Видете, Артан Груби реши да се меша во Алијанса за албанците. Тоа е ефектот од тоа, го видовме на седница на влада во која што во исти ден беа разрешени подпредседателката на Алијанса за албанците од позицијата директор на Македонски пошти, беа разрешени двајца министри, уште неколку директори, по наоѓање на Артан Груби си бараат луѓе кои што им одговараат во Алијанса. Ги бираат луѓето кои што им одговараат од Алијанса, а не почека Алијанса да си каже зад кои министри застанува. И таквата состојба е очајна состојба на ДУИ во ситуацијава, затоа што немајќи каде да бегаат од окрупнувањето на албанската опозиција, се служат со вакви мерки и избираат луѓе кои што нив им одговараат. Ме прашавте и за комуникацијата со новиот министер, таа е отежната. Во почетокот беше, можам да кажам, првиот ден коректна, но за жал станува отежната и се плашам дека ќе се движи во погрешна насока. Иако можам да кажам дека со неговиот претходник имавме, иако бројни недоразбирања особено околу законите, идеолошки недоразбирања, сепак нивото на комуникација, разговарањето, договарањето за основните работи како треба да функционира министерството во овие денови каде што имаме заедничка одговорност, беше на солидно ниво. Што можат да направат овие двајца министри во нивните ресурси за овие нецели 3 месеци, освен да се обидат да вработат по некој со партиец, и дали имате алатка за да ги спречите доколку се обидат? Токму тоа се обидуваат да прават. Освен создавање хаос и ова
обид за вработување, за минување на вработување. Граѓаните можеби малку знаат, вашите слушатели, околу надлежноста на Министерството за информатичко општество и администрација, во принцип ние даваме согласност на сите годишни планови за вработување на сите државни институции. Што значи ако сака некој училиште да вработува оваа година, треба таа согласност да помине кај нас. И таква е, тоа се случува и за систематизациите, тоа се оние планови на кое работно место какво образование и искуство ви е потребно и колку работни места имате отворени. И тоа се преземањата. Ако сакате да преминете од една институција во друга, исто така согласност треба да даде Министерството за информатичко општество и администрација. Во оваа ситуација по правило би требало од кога се распишани изборите на 14 февруари сите овие постапки да запрат. Затоа што членот 8а од изборниот законник бара сите постапки на вработување, а ова се што спомнав е поврзано со вработување, да запрат се до завршувањето на изборите. За жал се чита законот на многу чуден начин и недозволен начин, во кој што и владата и мнозинството во Државната изборна комисија составена од СДСМ и ДУИ се чита дека тие може да продолжат да ги даваат овие согласности. И токму тука е основното недоразбирање кое што јас го имам со раководството во министерството, дека не може на овој начин да се продолжи да се купуваат партиски војници. Затоа што имаме една анализа која што направивме, декември и јануари оваа година се отворени 2700 работни места во државните институции во Македонија. Само за споредба, во Македонија има околу 120.000 вработени во државниот сектор, што значи дека вие имате околу 3% отворени позиции во моментов за нови вработувања. Тоа е класично полнење на администрацијата со партиски војници, знаејќи дека администрацијата и во овој момент се мачи со недостиг на квалитетен кадар, а преголема позиционираност на партиски структури внатре во администрацијата, кој што од моето искуство еве последниве 3 недели сум таму, апсолутно ништо не работат, апсолутно не знаат зошто се таму, но добиваат плата секој први во месецот без никаков учинок. Така што тоа е состојбата и сакаат да продолжат максимално што можат. Ако можат на 8 мај да вработуваат луѓе за време на избори, тие би биле најсреќни. Мојата задача внатре е како да ги запрам овие процеси и како да влијам да се запрат. Се трудиме максимално со тимот и се надевам дека колку толку успеваме нешто да направиме барем во овој период. Во средата на 14 февруари новиот спикер на собранието Јован Митревски ги распиша претседателските и парламентарните избори. Првиот круг, како што знаеме, на претседателски избори ќе се одржи на 24 април, а вториот на 8 мај заедно со парламентарните. Вие на 2 март, мислам вие од партијата, ја имате закажано партиската конвенција за избор на кандидат за претседател на Македонија. Дали ќе не ги откриете имињата на кандидатите кои ќе се обратат тој ден пред делегатите за да добијат нивната поддршка, ако не сите барем некој од нив, бидејќи огласот за пријавување на кандидати за претседател на Македонија од редовите на ВМРО ДПМН и независните е се уште отворен, ако не се лажам, до 21 февруари. И колкав е бројот на делегати кои ќе учествуваат во изборот на кандидатот? Бројот на делегати е повеќе од 450. Делегати се сите членови на Централниот комитет, на Извршниот комитет на партијата, пратениците, градоначалниците и понатаму секој општински комитет во Македонија делегира по 1, 2 или 3 делегати во зависност од големината на комитетот. Ова е нешто слично на овие сега ги следиме многу подетално во Америка primaries, кои што се организираат за избор на кандидати на демократите или на републиканците. Навистина една преубава демократска процедура во која што има лобирање, коментирање, барање поддршка, давање поддршка и така натаму. Јас ќе се воздржам од имиња затоа што сме само на 4-5 дена од денот на дознавање на оние кои што се кандидирале да бидат дел од конвенцијата. Тоа ќе биде еден убав настан на 2 март во Скопје, во една убава демократска атмосфера, како што тоа го направивме во 2019-та, ќе го избереме кандидатот за претседател. Вие спомнавте двајца многу квалитетни кадри, мои драги професори, можам да кажам слободно, двајцата мои многу блиски пријатели, кои што, еве да знаат вашите гледачи, се потекнуваат од еден ист кабинет, од една иста катедра на правниот факултет, катедрата за уставно право. Професорката Силјановска веќе долги години професор таму, еве веќе во пензија. Професорот Александар Спасеновски помлад, кој што доаѓа од структурата на ВМРО ДПМН, но се покажа како исклучителен кадар во правниот факултет, наистина ценет професор. И јас
заради тоа ќе се воздржам од било какви коментари по однос на кандидатурите. Ќе видиме, можеби овие кандидати ќе поднесат документи, можеби нема да поднесат, може ќе бидат некои други, но ние анализиравме, анкетиравме десетици кандидати, можам да кажам, повеќе од 30, па тоа бројка се намалуваше, зголемуваше со текот на времето, за да стигнеме до профилот на кадар кој што треба да биде претседател на Македонија, а тоа да биде човек обединител, човек кој што ќе ги донесе промените во Македонија заедно со идната влада на ВМРО-ДПМН, но нема да биде претседател само на партиските членови или поддржувачите или луѓето кои што го гласале. Туку ќе биде претседател на сите граѓани и се надевам дека тоа ќе се случи со нашиот кандидат и дека тој убедливо ќе извои победата прво на 24 април, а потоа и на 8 мај. Дали барем можете да ни потврдите дали Силјановска, Давкова и Спасеновски се меѓу првите 3 посериозни кандидати? На анкетите се одлични. Тоа можам да го кажам, дека на сите анкети на јавно мислење имаат одлични резултати, но не знам дали имаат поднесена кандидатура, ќе видиме што ќе се случува следната недела, ќе ги имаме информациите и ќе можеме да ги споделиме и да ги коментираме. Ќе чекаме втори. Дали ги завршивте разговорите со сегашните коалициони партнери во коалицијата за обнова на Македонија? Како течеа и дали постигнате заеднички консензус за настап на парламентарните и претседателските избори? Дали се знаат тимовите кои ќе разговараат со политичките партии кои појавија спремност да бидат дел од вашата коалиција и дали овие тимови ќе се обидат да разговараат со други политички партии кои барем јавно изјаснуваат и изјавуваат дека се против досегашната ненародна влада? Можам да потврдам за вашава емисија дека целата коалиција за обнова на Македонија останува стамена, обедината, сложна. Во разговор со бројни представници на политичките партии во нашата коалиција ја работиме и програмата, собираме идеи, предлози, разговараме со многу луѓе и навистина придонесоа значително, можам да кажам, Социјалистичката партија, другите политички партии со своји идеи, со своји предлози. Коалицијата е голема и е гломазна, но е многу обедината, многу сложна и сите заедно гледаме како да победиме на следните избори, да дадеме максимум од кандидати, од програма, од идеи и од решенија. Во тимот за разговарање со нови потенцијални коалициони партнери, кои што навистина ги има, и тоа не се малку, ќе бидете изненадени, се подпредседателите на партијата и Дафино Стојановски, Антонио Милошовски како дополнителни членови. Тие беа разговара и во 2020-та, 2021-та, сега остануваат истиот тим и јас се надевам дека ќе имаат вака плодна работа и успешна. Веќе дискутираат, но ќе оставам на нив да споделат кои се новостите на таа тема. А ќе има новости, еве можам да потврдам дека ќе има новости на таа тема, ќе имаме дополнително окрупнување, зголемување на потенцијалот на опозицијата. Видете, многу едноставен одговорот. Македонските граѓани сакаат промени во Македонија. И тие промени сакаат да ги направат и гледаат кој е најправилниот начин да го направат, а тоа е приклучување кон најголемата опозициона групација во моментов, тоа што ВМРО-ДПМН го предводи како коалиција за обнова. Така што мислам дека секој од овие кои што навистина мислат дека промените можат да се случат, ќе ни се приклучат. Веќе разговорите се во тек, така што мислам дека ќе имаме резултати скоро. Мнозинството од македонскиот народ и македонските граѓани се доведени до степен на безнадежност од сето она што се случуваше во последниве 7 години. Како и со што планирате да ја вратите надежта кај македонскиот народ и македонските граѓани, особено кај неопределените кои по сите проценки се преку 130.000? Колкав е очекуваниот број од сите нив да гласаат за вашата партија и коалицијата за обнова на Македонија? Рековте дека ја подготвувате изборната програма. Ќе можете да ни откриете барем на колку столбови ја темелите? Многу важно прашање. Забележав во министерството од кога дојдов во техничката влада, луѓето имаат изгубено било каква амбиција и желба за работа. Тоа не се виновни луѓето кои што работат. Тоа е виновно недостатокот на надеж кој што вие го спомнавте. Навистина многу долго време апатичност во Македонија создава една лоша атмосфера и за работење, и за функционирање, и за живење, и ние тоа ќе мора да го менуваме. И јас знам дека дел од луѓето можеби и не веруваат затоа што се научија политички партии се менуваат, коментираат, целта е да се дојде на власт, потоа ништо не се менува, и тоа е еден редовен коментар кој што го слушаме. И затоа ВМРО-ДПМН ќе мора со дела
да покаже дека е поразлична, дека ние сме други, дека сме различни, дека сме една друга генерација која што сака вистински да ги менува работите и не го кажува тоа, туку сака да го реализира, не е само на зборови. И знам дека до изборите тоа ќе бидат зборови, тоа ќе бидат проекти, решенија, мерки кои што ние ќе ги предлагаме и луѓето дел од нив ќе веруваат, дел нема да веруваат и можеби и нема да довербат. Но сум сигурен дека со реализацијата на овие решенија, особено во првите 6 месеци до една година, луѓето ќе видат дека постои надеж, дека постојат луѓе кои што навистина си ја сакаат државата и сакаат да направат промени. И тогаш мислам дека ќе се дополнително ќе се окуражи македонското национално ткиво. Дополнително ќе имаме позитива која што ќе се случува кај граѓаните. Нас таа позитива ни е потребна. Потребна е на економијата, за бизнисмените да речат нема да ги тргнам парите во друга држава, туку ова што го заработив годинава ќе го инвестирам дополнително. Ќе вработам уште тројца луѓе, ќе отварам уште еден погон и така натаму. Таа надеж ни на сите многу потребни, ќе помогне на идната влада да ги решава проблемите. Ме прашавте за програмата. Стандардно програмата главно ќе се базира на економија. По тоа е ВМРО ДПМН познато. И главно ќе се базира на реални достапни решенија кои што граѓаните ги бараат. Она што председателот веќе го спомна е таа реорганизација на институциите кои што сакаме да правиме, а тоа е намалување на бројот на институции за да немате вишок директори, намалување на бројот на заменици директори, затоа што немаме потреба од функционери ако системот не функционира. Немате потреба од 5 раководители или 10 раководители на сектори, ако во секторот имате по еден, по двајца вработени. Значи ќе биде целта да се реорганизираат институциите, да покажеме максимална ефикасност на истите, а потоа да решаваме проблеми за граѓаните. Овој пат поделена е програмата во 5 клучни области, можам да кажам, вие ги спомнавте како столбови, можам да кажам клучни области. Првата е градење на силен животен стандард за граѓаните. Особено важна компонента ни е враќање на луѓето дома и задржување на македонците дома во Македонија, но и враќање на дел од диаспората која што би сакала да се врати да инвестира или да дојде во Македонија да живее, работа со нив. Тоа ќе биде едно од првите 3, можам да кажам, области на кои што сме силно посветени. Значи демографските прашања, враќањето на луѓето во Македонија сме силно посветени. Потоа имаме заштита на културните обележја, на културниот, на идентитетот на македонците, тоа ни е една компонента. Имаме компонента на право, владење на право, правна сигурност. Четвртата компонента е антикорупцијата и платформа која што ќе се бори со корупција во сите области, не само во делот на влада, туку и во делот на правосудство, во делот на сите институции, да видиме дали можеме да се качиме од највисоко до најниско, да гарантираме дека нема да има корупција, а потоа е онаа грижа за сите категории на граѓани кои што ги имаме. Тука е социјалната заштита, младите, спортот, образованието, здравството и така натаму. Така што една програма која што е поделена во клучни области, но која што дава реални решенија за граѓаните. Јас секогаш тргнувам од тој коментар. ВМРО ДПМН може да кажете се, но не може да кажете дека не реализира тоа што ќе го вети. И граѓаните си имаат научено на тоа и бараат, дури нашите членови одат со програмите и велат ова ни го ветивте еве на страна 53, до каде е реализацијата. Но со СДСМ никогаш не е така, никој не бара од нив резултати. Така што ние мораме да се водиме од тоа и мораме да дадеме резултат на она што го бараат граѓаните. Да не заборавам, последната компонента на програмата е 1 милиарда евра за општините во наредните 4 години, што значи 250 милиони евра годишно, директна поддршка на општините за конкретни капитални инвестиции. Значи нема да даваме поддршка за плати или за нови вработувања, туку за реални проекти кои што тие ќе ги ветат пред граѓаните, ќе подготват концепт и проект кој што ќе го достават во идната влада. Зборувам за водоводи, канализации, училишта, градинки, да видиме вистински проектот и вистински изградбата, решавањето на проблемот да дојде до граѓаните. Многу е лесно да давате пари за големи политики, за панел дискусии и така натаму, но да видиме дали можеме во секое село, во секој град во Македонија да донесеме водовод и канализација. Дали можеме да изградиме патишта, инфраструктура, така што ќе бидеме максимално фокусирани и на овој дел. Една сопфатна програма која што мислам дека граѓаните ќе препознаат. Така. Делегација од ВМРО од ДПМН пред извесен период имаше неколку средби со задграничните комитети на партијата. Очекувате ли македонците, барем оние од Европа, да дојдат во Македонија и да гласаат, особено ако се земе во предвид дека гласањето е само еден ден после великденските празници? И кои се вашите проценки за бројноста на оние кои ќе дојдат? Идејата е, овој пат малку ја менуваме стратегијата и таа е идеја да луѓето кои што живеат барем во Европа,
дојдат затоа што се оддалечени на еден лет од Македонија и навистина има достапни карти, да го продолжат својот престој за великденските празници барем уште 2 дена после Великден и да останат да гласаат во вториот круг на избори, или доколку можат да го земат својот пролетен одмор кој што им следува од работа во Германија, Швајцарија, Италија и Белгија и така натаму, и да дојдат во Македонија да гласаат, затоа што за жал се направи една измена на изборниот законник под притисок на СДСМ, во која што диаспората, гласот на диаспората веќе не е еднаков со гласот на граѓаните кои што живеат во Македонија, се стави една летвичка многу висока, во која што диаспората треба да исполни многу гласови регистрирани за да смее нивниот глас да се важи во парламентарните избори, и ние тоа сакаме да го байпасираме во овој момент на тој начин, иако би сакале да предложиме решенија во кои што ќе олесниме процесот на гласање на диаспората. Тоа е едно сложено прашање, но голем број од државите го решаваат со дигитализација на гласањето во странство, или пак со гласање по пошта, или со некој друг вид на користење на современи алатки на препознавање за гласање преку компјутер. Има можности кои што постојат. За жал нема слух за тоа внатре во Македонија за измени на законот, и затоа нашиот став беше да зборуваме со диаспората, да зборуваме со задграничните комитети на ВМРО ДПМН да ни помогнат да луѓето дојдат и гласаат на денот на избори. Блиско е до овие празници денот на гласање и се надевам дека голем број од нив ќе може да се вратат во своите родни краишта, да поминат убаво со својата фамилија и да го дадат својот глас за ВМРО ДПМН. Еве можам да најавам една нова работа. Во почетокот на март месец треба да патуваме во Виена, исто така на средба со дел од задграничните комитети и дел од диаспората таму. Вие не почнавте да зборувате за вашите планови во иднина. Дали досега имате преземено нешто, ако не, дали имате намера да преземете некакви чекори и какви, за да можат македонците подалеку од Европа, кои што живеат, да го искористиме нашето демократско право да гласаме за овие парламентарни претседателски избори, во колкава мера ќе делуваат резултатите од претседателските избори на резултатите од парламентарните избори? Прво полесното прашање, втората. Мислам дека создадениот бран во првиот круг на претседателските избори, во кој што сум сигурен дека претседателскиот кандидат на ВМРО ДПМН ќе води убедливо, ќе создаде еден бран, победнички бран, кој што ќе ги опфати парламентарните избори. И затоа не треба да забораваме дека овие избори се споени и изборуваме за истите прашања. Ако имате добар, квалитетен претседател, тој нема да дозволи измени на кривичниот законник на полноќ, кои што ќе амнестираат криминалци од политиката да можат да се занимаваат и понатаму со политика, или да можат да си ги продолжат сопствените бизниси без никој да ги прашува од каде им се парите. Ако имате квалитетен претседател, нема да имате предавнички договори. И сето тоа е поврзано. Ако имате добра влада, ќе имате добри закони. Така што овој пат имаме шанса тоа да го кажеме на исти избори, и мислам дека првиот круг на изборите ќе биде детерминирачки фактор за тоа каде ќе се движат изборите во вториот круг. И сум сигурен дека ВМРО ДПМН ќе има еден силен налет во првиот круг, нашиот кандидат ќе освои обедливо мнозинство од гласовите, и тоа ќе се преслика на вториот круг на изборите. Ме прашавте малку и за диаспората која што не живее во Европа и која што сериозно отежнато е да стаса за може да гласа во Македонија. За жал се плашиме од еден феномен, ќе бидам многу искрен со вас, кој што се случи во оној лажен попис кој што се случуваше надвор од Македонија, имено во кутии со пасоши. Еден ист човек пријавуваше дека тие луѓе се македонски државјани, што значи дека земал пасоши и ги злоупотребил пасошите на овие луѓе за да се регистрираат дека се македонци и дека живеат надвор од Македонија. И видовме во тие бројки навистина несразмерен беше бројот на другите етнички заедници према македонците. И од тоа се плашиме, дека ќе се случат избори во кои што, да речеме, некој ќе злоупотреби нечиј идентитет од странство и ќе гласа дигитално или по пошта или на друг начин. Како да не сме созреани како општество се уште за еден ваков чекор, иако знам дека на пример Италија гласа по пошта последниве 20 кусур години, Соединетите американски држави гласат по пошта. Некои од државите, помалечките држави со голема диаспора, како што Естонија, веќе гласаат дигитално и се регистрирате на вашиот профил на интернет, ве препознаваат по вашиот лик, го давате својот глас, тој се запечатува и нема никаков проблем, но мислам дека за жал како општество уште не сме стасани до тој дел, но сакам да работиме. Би сакал да верувам дека следниот пратенички состав ќе смогне сили и ќе направиме еден добар, квалитетен закон во кој што ќе овозможиме лесно гласање на луѓето кои што или живеат во странство, се диаспора, или пак можеби ние имаме сега многу луѓе кои што постојано патуваат или работат во странство во моментот и не можат да стасаат за
за изборите да им го олесниме процесот и на нив. Така што ќе треба да се заштитиме од нерегуларности, но би сакал да видам дека за 5-6 години од денес ќе дадеме вистински гласи на сите наши граѓани кои што живеат во диаспората. Затоа што лесно ги земаме парите на диаспората, доаѓаат за време на летото, трошат многу средства тука во Македонија, го заживуваат бизнисот, туризмот, своите роднини, пријатели, дури здравствениот сектор. Но не им дозволуваме на основното прашање, правото на глас да ги детерминираат барем дел од процесите. Никој не вика дека треба од Австралија се гласа за градоначалник на Скопје, но да се гласа за претседател на држава како граѓанин на Македонија кој што живее било каде, тоа прашање навистина треба да биде приоритет број 1. Меѓутоа, гласањето за градоначалници е доста важно, бидејќи повеќето мина македонци кои што живеат надвор од Македонија, своите имоти се уште ги држат во Македонија и плаќаат данок на тие имоти. Точно така. Точно и се грижат да има квалитетни комунални услуги во тие места. Према сите релевантни анкети, особено последната, гласачкото тело на ВМРО ДПМН е околу 350.000, а претворено во пратенички мандати е 55 пратеници, што е помалку од 100.000 од она бројка која што пред неколку години за претседателските избори беше преку 455.000. Ке се обидете ли во следниве 79 дена да ја достигнете таа бројка од преку 455.000 гласови? Дали и колку ова што се случува со пасошите и со дозволите ќе делува врз изборните резултати? Кои се вашите планови и што е тоа што ќе биде пресудно за да дојдете до тие резултати? Точно тоа, последната анкета која што беше објавена на Институтот за политички истражувања на Владимир Божиновски ги покажа овие бројки. Го покажа тој потенцијал кој што ВМРО ДПМН може да го освои, но треба да бидеме свесни дека таа е правено пред формирањето на техничка влада, пред Талат Џафери да се вози во службени автомобили низ селата и да парадира и да слави и да не знам што славеше, и да се паркира на сред плоштад и да пие кафе во кафетериите во Скопје. И пред овој случај, овој скандал кој што се објави и се случува со пасошите и со возачките дозволи, мислам дека можеме уште повеќе. Мислам дека можеме да го достигнеме максимумот на 61-62 пратеници. Навистина можеби звучи како утопија. До сега на ниту една политичка партија во Македонија од опозиција не е успеала да освои 61 пратеник, но ние мислам дека со кадровската понуда која што ќе ја дадеме наредниот период и со исклучителната квалитетната програма на која што работиме, затоа што навистина мако трпно од ноември месец работиме на таа програма, вклучени се преку 200 луѓе кои што работат на програмата од различни аспекти, координираме неколку мина од нас, но навистина тоа е сериозен интелектуален потенцијал кој што го гледам во ВМРО ДПМН, ќе можеме со тие две работи, кадровска понуда и добра квалитетна програма, добри решенија, да го достигнеме максимумот и да стигнеме до тој 61 пратеник кој што мислам дека повеќе е потребен на Македонија отколку што му е потребен на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН без уцени и без притисок од такви некои коалициони партнери вистински ќе може да ги направи реформите. Секој пратеник под 61 ќе значи некое мало уценување или мало преговарање, договарање и попуштање за некои од тие мерки и заради тоа се бориме за тие 61 пратеник и се надевам, убеден сум дека ќе можеме да го достигнеме тој потенцијал. Со напорна работа, со макотрпна работа ќе успееме да го достигнеме. До колкава мера левица на Пасиев и знам на Максим Димитриевски може да ги подобрат или расипат плановите на ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија од една страна, а од друга страна на СДСМ и ДУИ, бидејќи од резултатите на последните анкети овие две партии заедно би имале двоцифрен број. Ми се чини дека околу 11 пратенички места према Антоновиот медал. Да, такви се прогнозите, такви се бројките, ќе видиме како ќе бидат распоредени тие опозициони гласови. Мене ми е жал што наративот на овие партии, особено на левица, е исклучително насочен кон ВМРО ДПМН. Исклучително против работењето на ВМРО ДПМН, понижувајќи ја работата, трудот, посветеноста на ВМРО ДПМН, на еден дрзок начин, со еден дрзок говор, со еден уличарски, можам да кажам, јазик кој што не му прилега на политичар, не му прилега на човек кој што се занимава со оваа работа, особено не му прилега на еден професор кој што треба да образува деца и треба да ги насочи на правилниот пат. Со такви изјави, таква една дрскост навистина е поразително. И проблемот во оваа ситуација е што не се нудат решенија. Левица во ниеден момент не кажува еве тие зборуваат во 100 дена ќе го поништале Преспанскиот договор. Не слушнав како.
Не слушнав методологија, стратегија, како тоа ќе се постигне, како ќе се добие мнозинство. И тие се во една комотна ситуација, знаат дека ќе освојат помалку од 10 пратеници, мојата проценка е дека ќе освојат околу 5 пратеници левица, и тие се во една таква ситуација лесно е да се критикува затоа што утре ќе речат не можев јас да го променам договорот затоа што освоив 5 пратеника. Значи комотни се да критикуваат без да нудат решение. Но кај нашите граѓани, гласачи, постои желба за промени и желба за решение на проблемот. Значи граѓаните им се уморија од негативни вести, од вести во кои што се критикува. Сакаат да слушнат кој е начинот, која е методологијата за справување со определен проблем и определено прашање. Тоа левица не го нуди и заради тоа достигна определен врв и почна да стагнираат и да паѓаат со бројките, затоа што тие се власт во град Скопје. Кои успеси ги имате во културно-информативниот центар, кој што тие го водат? Кои успеси, кој напредок го постигна музеот на град Скопје? Тие се директори веќе 3 години имаат таму. Кој успех го има детскиот културен центар? Библиотеката Браќа Миладиновци во Скопје ја модернизира, ја дигитализира, нови книги има донесено. Ништо нема. Буквално ништо нема ново. За распаѓање. Го знавам и за себе има одработено, има подпишано договори за со Пуцко Петров за гориво, да. За поправање коли, за привремени вработувања преку агенции, така што тоа е она што го прават. Кај Максим Димитриевски само со една реченица да не го преоптератам, да не ја преоптератам дискусијата, тоа е излез од една социјалдемократска партија и е можеби револт кон социјалдемократите. И мислам дека тука ќе се движи Максим Димитриевски кон тие гласачи, иако јас, ако имам приликата, постојано би му го поставал прашањето зошто гласаше за промена на името и зошто сега не го користи новото име, туку постојано кажува колкав патриот. Тоа прашање би сакал да му го поставам, затоа што лицемерно е према граѓаните, вие да одите по митинзи со Зоран Заев да кажувате колку е важно за се гласа за Северна, а сега ден потоа по Северна и ден по откажувањето од СДСМ да зборувате колку е сега патриотски да се кажува Македонија, да се бориме со бугарите и така натаму. Па тој беше дел од парламентот кога се потпиша и преспанскиот и бугарскиот договор. Така што не знам сега за кој Максим Димитриевски зборува. Зошто со толкава леснотија оние политички партии, а ги има многу, кои знаат дека со сигурност нема да можат да формираат влада, пред се оние од левица на Димитар Апасиев, од Интегра на Лјупчо Ристевски, од Гром на Стефче Јакимовски, а доскоро и македонски концепт на Петар Богоевски, кој сега мораме да признаеме дека гледаме дека полека тој се врти кон обединување на опозицијскиот блок, притоа спомнувајќи дека се вршат разговори со ВМРО ДПМН. А да подсетиме дека на интервју овде со него на Македонски корени многу високо почна да летат и после интервјуто, кога успеавме да го симнеме во реалноста, гледаме дека сега веќе се менува во неговите мисли. Зошто ветуваат се и се што, дури и поништување на двата договори, оној од Нивици познат како Преспански договор, како и договорот за добрососедство со Бугарија, и тоа преку ноќ? И уште едно прашање тука, постојат ли разговори со македонски концепт на Петар Богоевски во овој моменти? Како што кажав, бројни партии приоѓаат на ВМРО ДПМН и поединци. Не знам македонски концепт дали се регистрираше, дали е политичка партија или некој вид на здружение, движење, не сум сигурен. Не ме држете за збор, да, не го следам толку детално. Петар беше дел од партијата, за жал ја напушти во едно тешко време за партијата и покажа не лојален однос кон ВМРО ДПМН, но тоа е негова лична одлука. Дали ќе се приклучи, мислам дека времето ќе покаже, затоа што зависат многу прашања од тоа. Гледам дека ставовите полека се менуваат и гледам една насоченост кон опозицијско обединување. За жал другите партии повеќе се занимаваат со ВМРО ДПМН, колку што се занимаваат со сами себе или пак со проблемот кој што ги имаме наречен ДУИ и СДСМ. И навистина ми е жал. Ке верував во една вистинска опозициона партија да излезеше и да направеше цела една платформа како да се справиме со корупцијата на Артан Груби, како да зборуваме за Соравија центарот кој што го купи внукот на Али Ахмети. Но тоа не го прават. Најлесно е да се зафатат зошто некој погледнал налево, зошто некој погледнал надесно од ВМРО ДПМН и да се држат до напади врз ВМРО ДПМН, но прочитана книга се сите овие. Стефче Јакимовски е заинтересиран за нови згради облакодери во Карпош, извинете. Но и во аеродром е заинтересиран, ама не му успева, па сега затоа се фрустрирани со неговата досегашна пријателка Данила Арсовска. Но тоа е неговиот интерес, како да изгради повеќе згради за да се натовари со повеќе пари, тоа е многу познато. Лјупчо Интегра го искоментиравме, мислам дека нема потреба дополнително да се коментира за човекот. И сите овие партии кои што се појавуваат како спинов радикално десни партии,
покажуваат еден ист наратив. Не им пречи да СДСМ остане на власт, се дека ВМРО-ДПМН е во опозиција. Но за среќа ги имавме истиве овие работи во 2020-та, луѓето ги видоа, им ги знаат ставовите на овие партии и мислам дека втор пат нема да дозволат никој од овие да бидат излажени. Од пред некој ден, ми се чини во четвртокот и официјално актуелниот градоначалник на Гостивар Арбен Таравари најави дека ќе биде кандидат за председател на Македонија од Европскиот сојуз за промени, кој сојуз е опозиција во албанскиот политички корпус, која спрема зборовите на Мицковски е посакуван партнер од македонскиот албански блок во составувањето на новата влада. Како ова ќе се одрази врз ВМРО, ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија? Дали ова е еден вид додадена вредност на процесот на председателските избори? Дали може да се случи во вториот круг на председателските избори да се соочат Таравари и вашиот кандидат без разлика кој ќе биде? Прво, мислам дека е позитивно што албанската опозиција има свој кандидат за изборите, затоа што треба да им се понуди на албанските гласачи алтернатива. Значи, минатиот пат тоа беше господинот Блер им река, овој пат е Арбен Таравари, кој што живее, работи, неговото семејство е во Македонија. За жал, господинот Блер им река, поголемиот дел од времето го поминуваше во Косово и сега е амбасадор на Косово. Но мислам дека Арбен Таравари, поминувајќи го цел свој професионален, приватен политички живот во Македонија, има углед да биде кандидат за председател на албанската опозиција и се надам дека ќе имаат успех во нивните гласачи и во луѓето кои што гласаат. ВМРО-ДПМН ќе извади свој многу квалитетен, многу сериозен профил на кандидат и мислам дека убедливо прво место ќе биде ВМРО-ДПМН. А сите други кандидати, вклучително господинот Арбен Таравари, ќе се борат за второ место. Тука ќе биде кандидат на СДСМ, кандидатот на ДУИ, ако таков имаат, кандидатите други кои што се појавуваат на другите политички партии, сите тие ќе се борат за второ место. И ќе биде интересна таа трка. Значи јас не мислам дека не треба да се има дилема кој ќе биде прв, туку да видиме кој ќе биде втор. Тоа ќе биде дискусијата без некоја претенциозност, го кажувам ова, затоа што навистина профилот кој што ВМРО-ДПМН ќе го извади е далеку над профилите на сите досегашни кандидати или кандидати во најава кои што ќе се случуваат. И мислам дека вадењето на кандидат на Алијанса за албанците, односно на албанската опозиција, ќе им даде еден мотив повеќе на нивните гласачи да се вклучат во процесот и да гласаат, да учествуваат на изборите. И тоа е добро за демократијата. Што повеќе кандидати, што поквалитетни кандидати, тоа им дава на граѓаните можност да изберат. Ако ви имате еден, двајца, тројца кандидати, тука веќе навистина е лимитирана можноста, но ако имате ваква бројка на кандидати и секој од нив покрива определена своја структура, мислам дека ќе имаме една квалитетна демократска трка. Во четвртокот ВМРО-ДПМН поднесе кривична пријава против поранешниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски. Претпоставувам дека тоа е поради несовесно работење поврзано со личните документи со што ги оштетил граѓаните и буџетот. Каков епилог очекувате, имајќи предвид дека сега има нов државен обвинител кој што си го избра старото парламентарно мнозинство? Ќе успеи да се одлепи од канџите на ДУИ и СДСМ, или и тој, исто како и неговиот претhodник Јовевски, ќе постане титулок наместо обвинител? Можно е да остане заглавен во спрегите на ДУИ и на СДСМ оние луѓе кои што го гласаа. И јас се надевам дека тоа нема да се случи, но да, малку прокоментиравме и претходно, токму така се однесува кривичната пријава на несовесното постапување за тоа што граѓаните, како резултат на тоа, граѓаните останаа заробени во Македонија. 650.000 не можат да напуштат Македонија дури за било каква основна потреба, здравствена и било каква друга. И во таа насока е кривичната пријава. Немам искрен да бидам високи очекувања од обвинителот, но оставаме простор да тој може да се одважи да постапи како што треба и да најде одговорност кај Оливер Спасовски, да му предложи на судот тој да биде казнет за оваа ситуација, но морам да бидам искрен со вас, немам некои високи очекувања. На 24 април ќе се одржи првиот круг на председателските избори. Како гледате на тоа што техничкиот премиер Талат Џафери од денот на неговиот избор, па се до денес, наместо да си ја брка работата за која што е избран, а тоа е да се труди заедно со сите вас од преодната влада да обезбедите атмосфера за фер и демократски избори, тој си брка партиска агенда? Не само партиска, тој си брка националистичка етничка агенда.
и за жал уште првиот ден покажа која е непрофесионалноста на техничката влада, наместо да се занимава со технички прашања околу организација на изборите, планирање на изборниот процес, како државата, владата треба да помогне во процесот на избори, тој се занимава исклучено со своја пропаганда и затоа првиот ден го помина пиејќи кафе на градскиот поштад во Скопје, но паркиран со возилата тука пред него, случајно да не погоди 30 на метри до првиот паркинг. И истовремено секоја вечер посета на села во кои што доминираат орли, доминираат знамења кои што се несоодветни, националистички, еднострани во кои што човекот парадира. Што значи дека имаме парадер, а не премиер, и тој парадер единствено што ќе прави наредниве денови е да покаже дека ете им успеа на Дуи да имаат албанец за премиер, но граѓаните сите, вклучително и албанците и другите етнички заедници и македонците, ништо нема да видат од тој премиер, во смисла нешто подобрено во однос на нивните животи. Наместо да се фатеше со решавање на проблемот со пасошите и возачките дозволи, тој не беше воопшто ни присутен во моментот кога се одлучуваа овие прашања. Така што ќе имаме парада уште 70 на дена, но ќе направиме максимум можно во техничката влада, барем тие кои што смеат во МРДПМН да го задржиме легитимитетот на процесот и процесот да биде исклучително законски за граѓаните да имаат право да си го кажат мислењето на 8 мај. Вие во четвртокот објавивте една информација која е блиску до скандал, а тоа е дека службениците во Министерството за информатичко општество и администрација се под големи притисоци за фалсификување на датуми поврзани со вработувањата, а како резултат на стапувањето на сила, законот кој предвидува да нема нови вработувања од денот на распишувањето на избори па се до формирањето на новата влада. Господин Андоновски, ќе сакате ли да ни кажете кој се фалсификувал датуми и по чија наредба и на кој начин тоа го правеле? Дали имате сознание дека ова што се случувало е со аминување на новиот министер Наим Бајрами? И дали преседавте некакви чекори и кои се тие? Дали вие како заменик министер ќе се обидите да има разрешница и дали имате сознание и за други прекашувања во ова министерство? Ова министерство има сменато во последниве 6 години 6 министри. И тој хаос кој што настанува со доаѓањето на новиот министер никако не се разрешува. За неправилностите во работењето излегле со своји податоци Државниот завод за ревизија во 2 наврати за 2 различни аспекти на работењето и Државниот архив за водењето на архивското работење на министерството. Јас забележав една многу алармантна ситуација денот по распишувањето на изборите на 15 февруари. Изработени документи тој ден на 15 се правеше притисок обид да се архивираат со датум 14. Зошто? За да се избегне законската забрана за нови вработувања и за давање согласност за вработување. И за тоа алармирав прво кај министерот со допис, со мејл, дека сум свесен дека постојат такви несостојби и дека треба веднаш да се запрат. За жал, сметам дека и министерот е злоупотребен од страна на структури внатре во министерството кои што сакаат да прават неред, сакаат да прават хаос и уживаат во тој хаос. И тој има ставено свој подпис на овие документи. Овие документи излегуваат архивирани со претходниот датум со негов подпис, за жал. Јас пред да алармирам во јавноста, алармирав прво внатре во министерството, каде што е местото, сметајќи дека ќе најдам на разбирање во кое што ќе каже дека може би се направила една или две грешки, запираме тука со грешката, нема никаков притисок врз вработените, затоа што внатре во министерството работат голем број честни луѓе, професионалци кои што си ја знаат работата и не дозволуваат да паднат под притисок. Но партиските кујни, партиските желби некогаш ги надминуваат професионалноста, дигнитетот и се прави притисок врз вработените да се однесуваат незаконски. Се надевам дека тие ќе го надминат ова. Еве се обидуваме неколку дена да најдеме решение и на тој проблем и на проблемот со давањето на согласностите и се надевам дека ќе има разбирање и од страна на новиот министер и кабинетот дека на тој начин не може да се оди во избори. Значи изборите мора да бидат чисти. Она што ми останува мене како можност е да алармирам до Државниот управен инспекторат, до Државниот архив да постапат во согласно со нивните надлежности да го испитаат работењето на министерството секој во својот домен. А јас тоа можам да го кажам дека идната влада на ВМРО-ДПМН и министерот кој што ќе биде во овој ресор многу сериозно ќе се занимава со овие прашања и ќе видиме кои се тие вработени кои што сакаат да го изигруваат законот, кои што сметаат дека се над законот, над министерот, над структурата во министерството, над другите вработени и за нив ќе има одговорност доколку се утврди прекршување на законите за постапување. Господине Андоновски, ќе сакате ли да ни кажете во
кои сектори од Министерството се случувале ваквите скандали, бидејќи во ова Министерство во последни беше 7 години се формираа голем број на сектори? Точно така, над 15 сектори се формирани, Министерството има помалку од 300 вработени, а 15 сектори. И едниот дел, таа е неправилноста која што се случувала со систематизациите внатрешни, се давале награди да бидат раководители на сектори на луѓе кои што се таму по 1, 2 или 3 години, а луѓе кои што работат по 15 години во тоа министерство се оставени на позиции помлади соработници. Што значи шефови им се луѓе без никакво искуство и тоа се чувствува во атмосферата во министерството. Таа навистина не е позитивна и Министерството за жал нема големи успеси во изминатите 5-6 години. Ако знаеме дека Македонија беше на врвот порано во дигитализација, во трансформација на услуги, во полесен пристап до интернет, Македонија беше лидер во поширокиот регион, можам да кажам на цела југоисточна Европа со покриеност со широкопојасен интернет, во тоа време 3G. Сега во моментот Македонија е на дното на Балканот по дигитализација на услуги. Последно што прочитав е дека Босна и Херцеговина го дигитализира електронскиот потпис и сите граѓани ќе имаат бесплатен пристап до електронски потпис. Македонија нема абер. Значи, достапни се од 1000 и кусур услуги кои што им се достапни на граѓаните, само 100 се достапни електронски, од кои што само 30-40 целата работа можете да завршите електронски без да го напуштате вашиот дом. Но ситуацијата навистина е алармантна. Има недостатоци во архивското работење, во јавните набавки, во начинот на кој што се наградуваат и казнуваат вработените, во начинот на кој што напредуваат вработените. И вкупно земено имате недостаток затоа што тоа министерство 6 години како да не постои во Македонија. Нема никаков поголем проект кој што е реализиран од 2018-та наваму, а тој да биде испланиран, започнат и завршен од страна на постоечката влада. И заради тоа се потребни луѓе со интегритет, амбициозни, кои што ќе имаат интегритет и авторитет да ги направат промените, затоа што ова министерство треба да биде предводник на трансформацијата на општеството. Не може да имате трансформација ако вас јавните услуги не ви се дигитализирани и ако имате корупција за вадење пасош, за вадење извод од матична книга, за уверение од централен регистар. Сето тоа мора да го дигитализираме, а предводник на тие процеси треба да биде ова министерство. И во таа насока, еве да не бидам само критизер, председателот најави еден мега проект, можам да кажам дека е трансформациона мерка, а тоа е Смарт Македонија. Ние нарекуваме на македонски паметна Македонија, но јазикот паметна е Македонија и до сега, не е дека од сега ќе стане паметна, но да стане смарт, во смисла дигитализација на сите можни услуги, пристапност на сите можни дигитални услуги до граѓаните. Паралелно со тоа сеопфатна обука на сите граѓани, едукација на младите, едукација на повозрасните, да можат да учествуваат во овој процес и да ги добијат своите услуги онлайн и во исто време целосно поврзување на сите државни институции во еден систем кој што ќе дозволи пристап, лесни, брзи услуги, објективни услуги, критериуми кои што важат еднакво за сите, со кои што ќе се бориме и за подобра економија, за подобар животен стандард, но и против корупцијата која што го разјадува општеството. Имате ли некакви сазнанија или податоци поврзани за новите вработувања, од кои ќе се види од која политичка партија превладуваат, и ако имате, како ќе го спречите тоа? Прво, за жал, последниве години новите вработувања се мешаат и по етничка припадност, па така јас читав пред некој ден списоци за вработени во Патарини, каде што на пример некој Жан се пишува дека е албанец, некој Петар се пишува дека е турчин, но и обратното, некој Јетмир се пишува дека е македонец, што значи дека луѓето ја менуваат етничката припадност во зависност од тоа каков оглас е отворен за работното место кое што го сакаат. И тоа навистина е разочарувачки за нас, разочарувачки за мене како човек. Зошто ги доведовме луѓето во таква ситуација да треба да кажуваат дека се нешто што не се само за да влезат во јавната администрација и да си го решат проблемот. Податоците говорат дека над 60% од администрацијата е промената во овие 6 години, што значи тоа се нови луѓе, претпоставувам вака вработени, како примерот што ви го кажав, на партиски списоци, на списоци како што беа правени во одбрана за пилоти од Рачиново. Тоа е начинот на кој што се правени списоците, а многу голем дел од квалитетните кадри кои што учеле, работеле, се едуцирале, имаат заминато од јавната администрација последните 5 години, имаат напуштено или во приватниот сектор, а голем дел од нив за жал и во странство. И овој процес навистина е проблем, затоа што треба правите сега реформи со луѓе кои што се вчера дојдени во институциите и кои што не знаат како да ги менуваат работите.
Дали имате некакви сознанија за други огласи за вработување кои се отвориле неколку дена пред распишувањето на претседателските и парламентарните избори, и ако има, во кои предпријатија или установи се тие? Последни подпишани договори се во Патарини преку 170 позиции, но во исто време отворени се десетици огласи. Ние имаме еден тим во Министерството кој што работи многу напорно на оваа проблематика и анализира. Отворени во моментов се околу 2800 позиции. Дел од нив се во жалбена постапка, дел од нив се затвараат секој ден, но секој ден ако ги отворите весниците во Македонија, дел од огласите одат во весник, преполни страници, по 4, 5, 6 страници полни со нови огласи. Дел се министерства, институции, дел се јавни предпријатија, комунални предпријатија, така што навистина еден процес на брзо вработување по секоја цена, макар што во голем дел од нив се и незаконски, и ќе сносат одговорност да бидат поништувани утре, затоа што им ветуваат на тие недолжни граѓани кои што сакаат да се вработат, им ветуваат дека еве сега ве вработивме, треба гласате за нас, но потоа ќе треба да се сноса одговорност дека тие огласи ќе бидат поништувани и тие работни места може да бидат поништувани ако процедурите биле незаконски. А голем е процентот, голема бројката. Цело време се движи околу 2700-2800 отворени огласи. Господине Андоновски, како гледате на тоа што амбасадорот на Македонија во Рим, Весел Мемеди, наместо да ги штити стотината илјади македонски државјани што живеат во Италија, тој со официјална нота ги известил италијанските власти дека валидните патни исправи со името Република Македонија од 12 февруари се неважечки, со што им го ускрати нивното право на слободно движење, како и загрозување на правото на постојан престој и дозвола за работа, што се врзани со валидноста на пасошите. Да бевме нормална држава, во моментот човекот веќе ги беше вратен во Македонија и ќе му беа одземени ингеренциите да биде амбасадор. Срамен допис, особено што ниту тој, ниту Министерството за надворешни работи е одговорно да кажува до кога еден пасош е валиден или не е валиден. И се надам дека овој политички лик, затоа што не станува збор за дипломат од кариера, да беше дипломат од кариера, немаше да прави вакви недозволени потези. Веднаш по промената на владата ќе биде спакуван и вратен во Македонија, заедно со уште неколку амбасадори кои што се претежно политички поставени, а кои што не си ја вршат работата како што треба и постојат скандали за нивната работа. Ќе се позанимава Министерството за надворешни работи со овие состојби, а ова е страшно што го прават на граѓаните. Наместо да им ја олеснат позицијата, да им објаснат каква е процедурата, како можат лесно да стигнат до Македонија, кои се можностите, тие праќаат вакви дописи кои што исклучително имаат политичка амбиција, никако немаат амбиција да им бидете сервис, да им бидете услуга на македонските граѓани. Имате ли сознание за тоа кој му дал ваква насока на Мемеди и дали има право амбасадата и Министерството за надворешни работи да прогласат неважечки личен документ што не го издале тие, туку Министерството за внатрешни работи? Само Министерството за внатрешни работи смее да прогласува валидност или невалидност на патните исправи и владата во целина. Со молкот на Бујар Османи претпоставувам дека оттаму доаѓа насоката. Не верувам дека некој амбасадор така сам ќе си одлучи, особено знаејќи дека човекот е представник на политичките партии во власт, не е представник на граѓаните или па на дипломатската служба на МНР. Има дипломати од кариера и дел од нив и сега се амбасадори. Не гледам дека некој од нив напиша ваков допис, така што претпоставам дека доаѓа од Мала Речица насоката, а не од Министерството за надворешни работи. Но ќе повторам, ова е незаконско однесување на амбасадорот и треба да се сносат одговорности за ваквите постапки. Господине Андоновски, ќе ве задржиме уште малку, сакаме да го завршиме интервјуто со блиц прашања, за кои очекуваме и блиц одговори. Ајде, јас да почнем. За утре села има закажано Централно собрание на кое ќе се расправа за смена на досегашниот лидер на Алијанса за албанците Арбен Таравари. Арбен Таравари веќе сношти го одржа четвртиот поред конгрес на партијата на кој доби поддршка од членството за заеднички настап со Демократскиот сојуз за промени на престојните избори, како и верификација за неговата претседателска кандидатура. Како гледате на ваквите случувања во Алијанса за албанците? Без да сакам да се мешам во внатрешните прашања на Алијанса, како што не сакам ниту една партија да се меша во внатрешните прашања на ВМРО-ДПМН, ќе кажам дека на албанците им е потребна вистинска алтернатива на ДУИ и сакаат албанците во Македонија да гласаат за опозиција на ДУИ и таа опозиција треба да се формира.
Очекувате ли села да има кворум и да биде разрешен Таравари? И доколку биде разрешен, какви се вашите очекувања кон каде ќе се наслони гласачкото тело на партијата и дали села ќе успее да го земе печатот за да може да настапи самостојно на изборите или ќе мора да оди на заеднички листи со ДУИ, доколку сака да учествува на изборите, бидејќи го газат роковите за пријавување на партиите кои ќе учествуваат на изборите. Како што СДСМ ја обезбеди политичка партија на Даниела Арсовска во еден ден, нова алтернатива, измислена хибридна политичка партија која што сите забавивме дека функционира, така може да му измислат нова партија на било кој друг човек. Иако ќе повторам, мислам дека мислењето на албанците, на големото мнозинство на албанци во Македонија е опозицијско, ставот опозицијски, и мислам дека тоа ќе го покажат на изборите. Печатот е променлива работа. Партиите се формираат, се расформираат. Важно е граѓаните што мислат, а мислам дека граѓаните имаат став за промени. Дали Зиедин Села со она што го направи во Алијанса за албанците се обезбеди за себе уште еден пратенички мандат, макар и во опозиција во коалицијата со ДУИ? Можно е тоа да е така. Јас се надевав дека целата структура на Алијанса за албанците ќе оди во тој, ќе понуди опозицијска платформа, вистинска опозицијска платформа, но тие имаат некои други идеи, други прашања. Мислам дека времето на овие политичари полека поминува и мислам дека треба да се даде простор на некои со свежи идеи, со нови напредни политики. Мислам дека ДУИ треба да биде завршена работа во Македонија. Какви се вашите очекувања околу тоа дали некој од оние 6 пратеници кои се на негова страна ќе се најдат на добитни места во заедничката листа со ДУИ? Па сигурно ако влезат во некоја коалиција со ДУИ, сигурно дел од овие пратеници би биле на добитни места. Искрен да бидам, не ги познавам луѓето. Со четврта година од нивниот мандат, јас активно се занимавам со политика, следам собрание многу интензивно. Не сум видел некој став да имаат овие 6 луѓе по некое важно прашање, да речеме. Независно од кое прашањето, дали се согласувам или не согласувам, не можам да се сетам дека имале некој проект, некој законска идеја, некои законски промени кои што ги предложиле. Искрено не можам да се сетам на некој говор специфичен од овие луѓе, така што не знам какава им е моќта на привлечност на нови луѓе или на гласачи. Како гледате на она што се зборува дека кандидат за председател на Македонија од редовите на ДУИ ќе биде Бујар Османи, па дури се споменува и лидерот Али Ахмети? Јас ова го нареков во едно гостување потек од очај, не потек од избор. Мислам дека да можеа да бираат, тие немаше да предложат кандидат. Ќе одеа со некој заеднички консензуален кандидат со СДСМ. Но неможноста да предложат свој кандидат, да предложат заеднички кандидат затоа што не може да се договорат кој ќе ги зема придобивките, ги тера и изборот на Таравари како кандидат, ги тера нив да изберат да одат со своите најсилни, најстурени играчи и се надевам дека тоа нивни кандидат ќе биде Али Ахмети вистински, за да може председателот вчера убаво кажа да може да го испратиме човекот во пензија, незаслужена пензија. Дали е евентуалната ваква донесена одлука секоја од партиите да исфрли свој председателски кандидат ја прави невозможна мисијата за заеднички листи на парламентарните избори или тоа нема да ги испречи за една таква одлука? Па не знам, искрено не сум размислувал, многу повеќе сум фокусиран на понудата на ВМРО-ДПМН и мислам дека граѓаните тоа од нас го очекуваат, а нивните партиски математики би ги оставил на нивните кујни. Се надевам дека ќе постигнат договор кој што нив би им одговарал, ама граѓаните веќе ги имаат прочитано, така што во која насока да тргнат, веќе се пресметан. Како ова ќе делува врз резултатот на кандидатот кој ќе го предложи СДСМ и кој се вашите очекувања кој ќе биде предложениот председателски кандидат од СДСМ? Кој да биде, слушам 2-3 имиња кои што се вртат последниот период, мислам дека ќе биде на историскиот минимум на гласови. Нема да ме зачуди да бидат и под бројката од 150.000. Нема да ме зачуди. Нема да бидам шокиран да освојат помалку од 150.000 гласови. Како ќе ја прокоментирате поднесената тужба до Уставниот суд од страна на Оливер Андонов од така наречената фракција во ВМРО-ДПМН со која тужба ја тужи партијата за наводно поврзаност со огласот за грубото прекрашување на статутот на ВМРО-ДПМН поврзано со изборот за кандидат за председател на Македонија? Подобро да не Имате ли уште вакви луѓе таму?
Има колку сакате. Кој како не е задоволен од неговата лична професионална ангажираност, кој како не е задоволен од неговите животни успеси или неуспеси, кој како не е задоволен од должината на мандатот како министер, има вакви некои реакции. Подобро да не коментирам, да мислам дека не заслужуваат коментар ваквите. Наше да прашаме. Секако. Министерот за надворешни работи Бујар Османи вчера ја посети базната станица за издавање на пасоши во Генералниот конзулат на Македонија во Михен, за нарака да им ги даде готовите пасоши на тие што се сликале пред 2 недели таму, а од друга страна пак и мудри шлаканица на македонските граѓани кои останаа заглавени во Македонија и со месеци чекаат да го добијат пасошот. Дали имате информација колку од овие пасоши се за албанците, а колку се кои се на работа во Германија, а колку се за етничките македонци? И дали ова не е индикација за уште еден скандал или во најмала рака делење на пасоши за да можат нивните да гласаат за престојните избори? Можно е, немам точни информации, бидејќи ова не е мојот ресор, а и искрено не е ни толку важно која етничка припадност кога земала пасош. Само за споредба ќе ви кажам дека луѓе во Македонија се сликале на 15 ноември и се уште ги немаат земено своите пасоши. На 15 ноември, значи по А тој се пофали во крајот на Јоани и се сликале таму еве одма скоро им 3 ги месеци од тогаш. Така што веднаш им ги однесол пасошите, но видете тоа лицемерие, наместо да има лесните на сите граѓани, да кажете во ред пасошите нека важат додека важат, вие со на тројца им давате готов пасош и кажувате дека сте го решиле проблемот. Што останува за десетиците, стотиците илјади наши граѓани на кои што дозволата за престој им зависи од македонскиот пасош, па се заглавени негде по Европа, или па за овие што денеска ги зборуваме 650.000 кои што се заглавени дома во Македонија. Несериозно однесување, но сите овие луѓе се надвор од допирот со реалноста, затоа што повеќе се занимаваат со себе, со својот личен пиар, со личните успеси или неуспеси, отколку што со проблемите на граѓаните, и веќе делуваат малку како да не живееме во истата држава, како да не се соочуваме со истите проблеми. Граѓаните тоа го препознаваат. Секој нивен коментар е сватен со подсмев од граѓаните. Никој веќе не ги смета за сериозно. Господин Андоновски, чест и задоволство причини и ова ваше учество во Македонски корени. Ви благодариме што бевте дел од емисијава, ви посакуваме многу успешна работа, да успеете во намерите за обстојување на Македонија и подобро место за живење во Македонија. Убав викенд таму во Охрид, пријатно до слушање и секако скоро довидување овде на Македонски корени. Благодарам и вас уште еднаш на можноста, им благодарам на слушателите, на гледачите за вниманието, со кој што не следа, навистина скоро 2 часа, и се надам дека ќе имам ваква можност да продискутираме отворено, искрено на сите овие прашања кои што ги интересираат и вас и вашите слушатели. Бидете сигурни дека тоа така ќе биде, имаме многу работи да зборуваме. Тука се кампањите, па избор на новиот председател, па после тоа изборот на новата влада. Бидете поздравени, се слушаме и гледаме. Секој е добро. Горен поздрав од Охрид. Поздрав.